тоа сме повторно ние, вашите пријатели. Нема сомнеш дека животните се најпосакуваните суштества на планетата. Многу луѓе своите миленици ги третираат како дел од своите семејства. Тоа е така поради фактот дека нашите миленици ни даваат прекрасни моменти исполнети со многу среќа. Затоа, драги гледачи, земете го вашиот миленик во рака и следете не. Јас да пеам или таја да пеј сега? Драги гледачи, по денешното издание на емисијата Пријатели, како наш гостин ја имаме познатата модна креаторка и собственик на студиото Анастасија. Тоа е нашата Анастасија Милевска заедно со незината ќерка Стефанија. Здраво и на двете прекрасни дами и ви благодарам што прифативте да гостувате во нашата емисија Пријатели. Евака, да го представиме нашето милениче. Таа е Јована, македонско име има. Расата нејзина е пудлица, мешано куче, дали териер плюс. Изгледа териер е, оти е многу силно куче, не, значи ги нема одликите на пудлица само, туку и силината на териер. Бидејќи имам искуство некое мало со териерче друго, и затоа предпоставуваме. А како ќе се развива понатаму, не знаеме колку ќе расти и така има натаму. предиспозиција за шарпланинец, така да не сме сигурни мислите за незината раса. Колку време го чувате вашето милениче? Па 9 месеци сега ќе прави на 19. Каков е незиниот темперамент и со каква храна го храните? Дали има некоја своја умилена храна? И сега за храната ако разговараме, значи ние купуваме храна, така, ги менуваме храните вакви, онакви, научивме и тие храни како се викат, за шо се, како се и така натаму. И основна храна му е таја. Но, ова куче многу сака да јади храна и друга. Ние сме упорни да не даваме, но не можеме да одолееме на незината молба. Храна сака да јади, еве се видовте самите вие, јаболка сака да јади, моркови сака, салата сака, буквално се сака да јади, само љуто не јади. И поснем кој ќе огладни троповеќе, тоа ќе си оди на незината храна и од се е задоволна уствари. Се што сака си прави, си постигнува. Превод Стефанија, ајде да се навратиме малку на вашето детство. Кој беше вашето прво милениче? Моето прво, домашно милениче, ако може да се земе во предвид тоа што кај баба ми сме чувале некакво кученце, Джина, таа ми направи прв печаток и љубов кон животните. Лично јас прв пат ја чувам Јована и се однесувам кон неа како да ми е моја ќерка, сестра, не знам, како навистина како кон човек се однесувам. Толку сериозно си ја сватив работата, зашто многу сакав милениче имам. Имавме искуство со предходно, значи, со териер, кој беше неуспешен обид да го зачуваме жив, затоа што дури патуваше некаква болест, со што имавме порачано од Австрија. Ми е зборот
не е важно од каде што е, свативме дека и да е мешано, куќето може да биде многу по-здраво за разлика од некој чисто крвно, зашто имавме лошо искуство со териерот пред година дена. Јована ми е првата љубов. Значи, кога многу интересна беше случката како всушност јас ја зедов Јована. Значи, тоа со териерот што ми се случи ми направи голема болка и траума, да речам, и не бев баш сигурна дали сакам пак да влезам во такво нешто. Случајно разговаравме со едни мои пријатели, сега се веќе пријатели, тогаш беа познаници, паднавме на тема животни и јас им раскажав за териерот и тој другар ми се, Петар ми вика, па мојата девојка има кученце кој го подарува. Мешано е, ако ти прави проблем, нема врска, ако сакаш дојди да го видиш. Одам да ја видам Јована и остана да спие кај мене 3 сати во скутот и тоа беше љубов на прв поглед. Едноставно, јас не можев да се одделам од неа. Тоа беше во Скопје случката и се јавувам на мајка ми, јас викам, јас сум заљубена. Јас носам куче дома кога ќе се вратам. И јас бев пресреќна. И така Јована си ја вдомивме доброволно и воопшто не жалиме за тоа нешто. Анастасија, како ја одржувате хигиената на кучето? Епа вака, бидејќи многу ја сакаме, и тоа да ви кажам не ми представува проблем, бидејќи љубовта што имам спрема неа не ми прави проблем додатен, значи многу повеќе време ми одзема чистењето дома и така натаму. Ама јас и тroduplo ќе чистам дома и то не ми представува проблем. Прво тука зедовме голема одговорност, бидејќи ние така како одговорни луѓе да речам, и ова одговорност ја свативме многу сериозно. Буквално како член од фамилија ние и баш дојде во некој период од нашите животи кога ни дојде баш како мелем на душа, тоа се случи во август месец, и да ви кажам, многу повеќе сега куќата ни е, да речам, се повесела, исполнета и тоа време што го посветвам на чистење, одржавање, има многу работа околу неа. Значи имавме проблем со незиното привикнување на вршење на нужда и успеавме, значи покрај многу луѓе кои велеа дека нема да успееме да ја навикнеме надворот и надвор било растено, ние успеевме. Значи тоа оди тука на балконот, бидејќи живееме во стан, и ние тоа успеевме да го направиме и сме презадоволни. Сега она среќа имаме дека ние успеевме во тоа, тоа е многу голем проблем бил. Заради тоа да, исто да напоменам дека кога ја зедов Јована, таа беше родена и веќе малку почна да расти во двор. И зашто беше летен период, јас ја однесов во Трново, каде што е нашата викендица. Таа повторно беше во двор и многу ни беше тешко после да ја навикнеме дома во затворен простор. Таа едноставно насекаде ни правеше мини. Јас не знаев како ќе излеземе на крај со неа, ама свативме дека со упорност може да се издресира едно куче и да те сваќа за се што ќе и кажеш. Ние немавме искуство со кучине, ниту исто така немавме ни работа со дресер. Тоа што го чувствуваме, тоа го правиме со неа. Јована присуствуваше во снимањето на емисијата за обителските таленти, па како таа се однесуваше таму? Јована многу чудно реагира во средина полна со деца. Од почеток влегва целосно, значи возбудена е, среќна е што има деца, зашто ја осеќа нивната енергија, после се затвора во себе. И така ние успеавме за време на снимањето на битолските таленти, ја зедовме и таа да учествува. И успеа, издржа 2 цели емисии по 1 сат, таа издржа како да има искуство пред камери, дури, значи,
толку 2 сати беше негде, кај што успеа да издржи мирна од страф. Значи, од една страна си се радва со децата, од друга страна се плаши и тоа успеавме да ја извадиме на емисија. Да, од непознато, нормално. Како ја облековте таму на балетот? Во емисијата беше тоа. Во емисијата, па не знам, имаше едно бело фустанче. Ние бевме исто така облечени бело, црно, со црвено и таа исто имаше шарпа црвена, бело фустанче, како пуфче. Так. Сега добро за облека понатаму, ќе размислуваме во кој стил ќе му устари, каков стил ќе преферира, ќе градиме нејзин стил. Да, сега уште мала е, расти, значи многу алишта има така купени или правени се, ама тие веќе ги одрасна, па сега да се запролети па да видиме до кај ќе ни расти и тоаш да направиме некоја нова гардероба. Интересно е што таа како што расти се по-пувкаста става. Таа има природна облека. Јас не ми е ни интересно да иставам нешто повеќе. На почетокот иставав некакви дуксерчи на нешто така. Ми беше филм, де ме кученце си зедов, ама толку ми е јака, ваква каква што е природна, ми е хипи на некој начин. Таа веќе си има стил. И нема потреба да ја додаваме ни уште. Значи, како заедничко милениче, кажете ми за кој е највеќе приврзано? Јас да си кажам. Значи, таа сите не сака подеднакво. Значи, јас имам 3 деца и таа ги сака искрено сите подеднакво. Ама секој имаме свој начин, свој однос, така, секој индивидуалец со себе. Сега, например, Стефи во овој период е многу повеќе дома работи, некој работи и така и многу посветва време на неа и се во овој момент најзближени со неа. Значи заедно свират, пеат во соба и така. И таа се пријави несвесно талент. Да, талент да пее. Значи пее и па има на кој да се истера. И има на кој да се истера. Значи има повеќе влијанија. Со син ми Дарко, например, тој спортисе и трчат повеќе. Значи надвор вели дека била многу брза, дека била силна, тој други карактеристики нејзини кажува, Стефи други нејзини. Јас се грижам, јас смирвам, значи јас сакам да ми се и до мене, да, и само да ја галам и да чистам по неа така повеќе. Значи сите имаме некои опврски околу неа и карактеристики кои таа многу уме и знај спрема секој како се однесува. Така, се прилагодува, значи на секој. А како што споменавте дека знае да пее, колку време му беше потребно на Јована за да научи да пее? Колку време ве слушала вас, па се научила за да пее? Јована, па мислам дека уште прв пат кога ме слушна како се распевам, таа почна да ме повторува. И на почеток не можев да ја натерам намерно да ме повторува. Кога сакаше го правеше тоа. И почнав да ја снимам видеа. Значи, секогаш кога ќе начекав ситуација дека таа почнува да пее, јас ја снимам. И после јас открив на кој начин таа можам да испровоцирам да почне да пее, сватив дека на високите тонови реагира. Потоа прочитав дека на интернет побарав што се случува со кучината, зошто пеат. И од една страна се разочарав зашто пее, мислев затоа што има развиен слух, а тоа е затоа што ја иритира гласниот звук или високите тонови ја иритираат и таа враќа како спротивно на тој звук враќа со исто место лајање, пеење да го наречеме. Но од друга страна јас решив да и го развивам тој талент и сега да речам на секое пеење мое распевање, таа стои со мене во собата и ме слуша и повторува. А сега пак имам проблем, јас не можам да се распевам зашто таа пее. И така, тоа ќе може да го забележите по клипчината што ги имам снимано, ќе ви го испратам тој материјал. Супер, баш добро за гледачите. Стефанија, колку време поминуваш ти со твојот миленик? Со Јована па... А вие, Стефанија, колку време поминувате со вашето домашно милениче? Со Јована па... не знам, овој период околу
4-5 месеци јас можам да кажам дека сум секој ден со неа многу интензивно. И од една страна тоа ми е и проблем, затоа што кога излегувам, таа не ми остава ниту да си облечам чевли, ниту вентијагата ми остава да си ја запетлам нормално и осеќам дека многу е приврзана за мене. Кога се враќам дома, таа веќе уште колук напред и салто што не прави кога влегува некој од фамилијата, посебно јас. Тоа е, во овој период најмногу со мене поминува Јована. А вас, Анастасија, колку време ви е потребно за да помините со вашиот миленик? Па не можеш да кажеш колку време, зависно од потребите, зависно од случувањата, зависно и исто сакам да спомнам за таа љубов што постои, значи, а и Јована да земеме општо заклучина да разговараме. Значи, таа искрена љубов, кај не осеќаме таква искрена љубов и ние ја даваме исто таа искрена љубов кон неа. Среќата нејзина, исто така е многу интересен момент. Таква среќа покажува, значи, ако излеземе и се вратиме за 5 минути, тоа е исто. Дали немате види недела, 2 или 5 минути, иста реакција има. Ама среќна е. Па, и многу интересно, не само ние што учиме неа, па можеме да кажеме дека и ние нешто учиме и од неа, значи многу работи узаемни се, во смисла да кажам за незината упорност. Значи исто со храната. Значи не знам колку пати рековме повеќе храна не му даваме нормална храна ние што јадиме и упорни сме. Значи, незината упорност, милост, не знам, тоа што го дава и што не прави да го прекршиме тоа наше правило, дека тоа нема да го направиме повеќе, таква упорност има и ние треба да учиме, например. Ме разбирате? И тоа е нешто узаемно, ние учиме неа, ама и таа на многу работи не учи. Посебно за таа лојалност. Значи, во овој период сфативме што значи да си има верен пријател. Значи, кога ќе кажат трча како куче по тебе, јас се смејам на тој момент кога ја гледам како трча по мене вистински. Таа среќа што ја пренесува кога ме разбудува, кога влегувам од врата. Значи, тие се моменти што ако не ги доживее некој со куче, не може да ја осети таа најчиста љубов без да чувствуваш потреба од некаков фидбек. Исто интересно, освен тоа што е упорна за да постигне нешто. Не. Освен тоа што е упорна за да постигне нешто, Јована многу интересна кога спие. Значи таа си бара простор и место специјално за неа, не сака никој да го знемирува. Тоа ми кажува нешто друго, дека секој човек треба да се грижи едноставно за себе и тоа што е негово да си го почитува и да се грижи за тоа нешто. И многу други анекдоти што ги прави Јована, едноставно само не подсетува каде ние сме заборавиле, каде не сме обрнале внимание на некои моменти. Темпераментно кученце. Сигурно имате да ни пренесете некоја случка во врска со Јована. Па имам многу. Значи таа како што расти, ни велат дека е мала, зато такви ексцеси ни прави, значи сака да гризи многу. Значи не изгриза малце кревет, малце поќе, да, некоја столица, малце, ама тоа го надмива еден период. Значи јади дрво јади, ама мислам не јади поќе. Друго, јади цвекина. Значи имавме цвекина многу наредени. Тука и сега како што можете да забележите, цвекина имаме само на масата и на малку повисоко. Или сакси празни во боја. Да. Значи тоа се јави цвеќината, ги јадеше многу, сега Белким нема да ги јади, оти не ги гледа. Друго проблем, еве и Стефи многу пати имала и јас на раквици му изгриза не знам колку рала. Да, јас веќе немам дебели на раквици. Оти се треба да тргаме да забораваме, така во куќа не можеш се да внимаваш. Книги исто. Да, и книги. Книга од библиотека која си ја зедов, среќа што не се оштети многу. Не се оштети многу. Ја
изгриза целата корица. И сега јас не знам како да изреагирам на тоа нешто. Друго, кога има некакви сметки, некаква хартија во близина, таа веќе е на делчина. Стила, не знам, многу... Да, имавме 10 евро онде оставено на маса. И ги барам, ги нема. Ги нема и сломеше детето, нема веса. Тука се нашли, не знам. И кај Јована, гледам, таа шом ќути прави нешто, значи еврата, ојто е. Ојто е, да, и многу интересно, и ова е многу интересно. Значи, сама кога ќе биде дома, се враќаме и знаеме дали има нешто направено. Значи, ако истрча да скока, да се радва, значи се е окей дома. Шом седи, пикната на местото наистина, искарана и со опашката викаме долу, значи знаеме и само вака гледаме што се има случано. И така, значи има такви ексцеси, велиме дека е мала сега и... Дека ги гризи материјалите всушност. Ова крај нема. На овие така гарнитури, да, земаме за да ги заштитиме, така, оти се качува горе. Зедов едни, па така ги подоштети малце. Зедов втори, поубави, демек нема повеќе да... Јована има смисла за уметност. Јована ги креира тие материјали. Со риси, добиват друга смисла малку. И така, ама после пак ќе и одиме, значи се однесуваме со неа како возрасен човек, значи разговараме, ја караме, таа има Стефи клипови такви, не знам дали имаш. И таа се кара. Враќа. Значи те гледа во очи и ти враќа со истиот тон ти некој се обраќаш. Ако и викаш и таа почнува да лај поагресивна, нема ти мене што да ми кажеш. Интересно. Не знам друго. Шо не? Добро е познато дека куќето е најдобар пријател на човекот. Па дали верувате вие во тврдењето дека куќињата имаат 6 осетило кога се работи за временска непогода? Па според темпераментот на Јована, мислам дека не можеме да го одредиме времето надвор, зашто стварно и се променува. Таа во текот на денот променува 3 до 4 расположенија кои веќе и се константно еднакви во секој ден, така да не мислам дека нема врска со времето. Или мало е уште не. Да, ако ќе врви некој надвор се сеќава и лај, цела зграда ечи. Малце непријатно е, ама ја смирваме. Да, така осеќате дека или некој. Да. И за крај, Анастасија, ваша препорака до оние кои се љубители на животните? Ај, моја препорака се вака, едно искуство. Јас како... Нека гризи. Рацете да не кажа, Јована? Чекајте да... Јована? Еве се. Јована? Зошто си неумна, кажи ми? Зошто? Ама шо? Ама зошто си неумна? Сега да те галам одма? Ето, најскара сега. Вака, јас како дете имав куче, пудлица. Ми почина кому дошло времето и ми остае многу голема травма. Не сакав да имам куче толку време, значи од кога се мажив, така фамилија овона. Растев со кучина, моите имале вучињаци, па така вака. И не сакав да имам. Првото куче Лани кога го седовме, ни почина. И реков, ќе го надминам ова, ќе земиме друго. И дојде случајно, Стефи го донесе дома кучето. И нешто друго, да, ништо се случува со причина. И едно сакам да кажам, дека покрај големата грижа за неа, одговорноста е многу голема. Значи, кај да излеземе, оставаме храна, се пазиме, значи, одговорноста е многу голема. Мислам, ние како третираме веќе како, да не претерам дете, за далеко е љубовта дете и куче, ама одговорноста е многу голема. И јас мислев, сите ми велат дека
на толку обврски овона, уште куче ти фали дома. Јас велам, па не е проблем, 5 пати ќе чистам, дупло повеќе ќе одделам време на тој проблем, така, ама за неа да, јас го правам тоа и многу ми е добро, многу ми е убаво. Среќа имаме дома. Едно куче каква промена може да направи. И затоа препорачувам, значи одговорноста, работата е тродупло поголема, но препорачувам на сите да земат некој миленичек, што ви исполнува, така нас куче не преслово, бидејќи од детство така сум била навикната. Ама препорачувам да ја осетат таа вистинска љубов. Вања, каква е вашата порака до оние кои немаат миленици? Доколку сакаат позитивна промена во животот, место да си ја стрижат косата, нека си купат куче и нека направат уште едно добро во светот, затоа што таа љубов што се разменува со едно домашно милениче не може да се замени со ништо друго. Тоа е тоа што сакам да го кажам. До сега доволно објаснавме што се случува околу кучето. За другите миленици немам искуство да кажам, но во секој случај препорачувам домашно милениче кученце. Без разлика на раса и дали е чистокрвно или не е чистокрвно, затоа што секое куче има љубов. Еве еден мал подарок од нашиот спонзор Елит кафе. Повелете. Фала ви. Ете и Јована се заинтересира. Фантастична наградна игра со Елит кафе до многу награди и пари. Купи го твоето омилено Елит, погледни во внатрешноста и можеш да освоиш многу награди. Под 10 телевизори, фрижидери, машини за перење, аголни гарнитури, трпезариски маси и 10 пати по неверојатни 100.000 денари. Епа на здравје кафе со Елит кафе. Патувал со воз и одеднаш му ги снемало куферите. Вратете ги куферите да не се случи тоа што се случи лани. Повторно тој почнал да вика низ возот. Вратете ги куферите да не се случи тоа што се случи лани. А добро, Зајко, кажи ни што се случи лани. Па ми ги украдоа куферите и не ми ги вратија. Ние искрено се надеваме дека овој пат на Зајко ќе му ги вратат куферите, а вие бидете со нас повторно наредниот викенд. Чао, чао!